Катарина Илиевска-Селјановска, да се поздравиме вака со пријателите кои си ги имаме низ телевизијата. Имаш толку голем круг на пријатели, познаници. Наша позната актерка, но и директорка на Театарот за деца и младенци. Добре ни дојде. Добре најдов. Денес како се поклопува се за дечињата говориме и многу ми е драго што си тука исто така дел од Македонија денесово утро да најавиме и пред Нова година и после Нова година што е она што дечињата ќе имаат можност да погледнат. Ти си исто така дел од театарските представи, те имало во многу улоги, можеби малку понегативни. Точно така. Добро сте забележале. Да, меѓутоа во животот позитивец. Така и најавивме како е наша гостинка. Може би негативец во улогите кои ги имала во животот и во актерската дејност, но затоа пак позитивец во животот, со оглед на тоа дека потекнуваме од таму каде што сум и јас тетово. Така е, потекло. Добре ни дојде, добро утро. Добре најдов и ви благодарам на поканата. Добро утро на сите. Да, ете како што напоменавме, периодов, говорите повеќе за децата и така натаму, но таков е и периодот од годината, нели? Овој период од годината и ние што работиме со деца се радуваме исто како децата на овие празници, да речам. Иако сега ние сме многу повеќе ангажирани од децата. Верувам. Работно, така што не можеме доволно добро да си ги доживееме овие празници, така да се опуштиме, како да кажам. Но ајде, има време. Ајде сега да кажеме што нуди она што е овие денови, значи пред Нова година во Театарот за деца и младенци што ќе се случува. Кажавме дека и билетите веќе се распродадени. Меѓутоа добро во јануари може да се погледнат представите. Така да за оние кои ќе имаат сигурно дека имаат желба, значи да споменеме кои театарски представи може да се погледнат за дечињата овие денови и во месец јануари. Најсвежо што е, најново кај нас што е сега во моментов беше не вчера, туку завчера, може би и убав повод ева што се среќаваме и тоа да го кажеме за оние што не чуле досега. А убавите работи брзо се мислам шират. Така. Во среда на 25 декември имавме премиера на представата Јованче и Марика, така што тоа е нашата најнова куклена детска представа. Вчера беше репризата на истата. И, како да ви кажам, не преполна сала, туку од страна уште неколку столчиња додадени имаше. Вечерва на репертоарот е представата за кучето Тоби, исто така една раскошна преубава куклена представа. Утре е представата Гига Мега бајка, една извртена од повеќе бајки склоп направено, што со малку изменети бајки, исклучително смешна, поразлична од класичните, да речам, бајки, оние што ги знаеме за Црвенка па Аладин и така натаму. И во недела е Пепелашка представата, која што исто така тема која што сите деца добро ја знаат и многу ја сакаат. Актерите добро ни се познати кои се во Театарот за деца и младенци, кои пренесуваат преубава енергија на сцена. Јас имав можност повеќе пати да погледам театарски представи за дечиња и едноставно ние како возрастни уживаме. А што останува пак за дечињата, колку се тие радосни кога може да погледнат театарска представа. Она што ме интересира еве содржински за најновата премиера. Накратко само објасни ни еве за да кажеме што е она што ќе имаат можност да погледнат дечињата. И па ви кажав, темата е Јованче и Марика на сите нас многу добра позната приказна од детството. Да нема нешто ново додадено или не е сето сигурно дека како драматизацијата се ја прави во случајов ја направи еден колега, пријател, наш драг соработник Дарко Ковачевски он е од Тетово иначе, Дарко Ковачевски. Што да правиме? Врти сучи како велат. Но живее и работи во Софија сега, така таму заврши, таму си го најде, си ја најде среќата да речеме таму. Многу добро го познавам кој е Дарко Ковачевски, учевме во едно исто училиште, меѓутоа малку помалку. Гледате случајно. Така што Дарко ја направи драматизацијата на Јованче и Марика и сега требаше и он да ја режира представата, бидејќи работи како куклен режисер таму во Софија. Но се случија некои околности, не можеше да дојде да режира, ете така, поради болест. И дојде еден друг режисер да режира. Но драматизацијата на приказната ја напиша тој. И сега тој смислил дека треба да има една маќа. Малку се изменуваат оригиналните, да речем, сликовници. Нешто поинтересно да не биде она секој се разбира. Што го знаеме ние од времето, некои секогаш драматизациите се во модерно време малку се изменуваат, но никако да отскокнуваат од оригиналната нота, мислам, борбата помеѓу доброто и злото, нели? Се разбира, семејството, остануваат поентите секогаш на
во јануар, главните исто приказни. така за во новата година, во 2020-та, кои се театарските представи, што е она што го планирате и така натаму. Сигурна сум, како директор, да си директор на театар за деца и младинци, едноставно со оглед на тоа како мајка, како реализирана мајка, и ние мајките за дечињата секогаш нели сакаме се најдобро, посакуваме се најдобро. Така. И сега од тука и малку проблемот што е она што можеме да дадеме се од себе и плановите кои се сигурно дека влијаат, нели? Малку постресно и Тоа физички и можеме психички, да дадеме, да. мислам, што се можеме, а што не стигнуваме. Да, што не Тоа е- стигнуваме. Тоа е на малку Да, сигурна сум поинтересна дека- тема. да. Не стигнуваме да дадеме толку колку што можеме, колку што посакуваме да дадеме на нашите деца и се разбира на оние сите деца што се наши посетители во театарот и сите деца на светот се разбира. Но Така е. ете зборувам. Колку што сакаш да им пружиш, толку некогаш не стигнуваш. Но има преубави представи. Овој месец само имавме 2 премиери, а од септември наваму 3 премиери имавме во нашиот театар. Одлично. Така што Значи, вредно работите. Значи вредно работиме. Во јануари, сакав да кажам, после овие новогодишните и бождикните празници, за кои малку ќе се одмориме, нема да има представи. секој треба, Нема нели? да има представи Да. до 8-9, до 8 некаде јануари воопшто. Тоа морам да го кажам, бидејќи и нам ни треба Заслужено. одмор, да, навистина. Впрочем, и празниците се за така малку за домашна атмосфера тие. После 9-ти продолжуваме со редовниот репертоар. Нема да вадиме нова премиера во јануари. Добро. Но продолжуваме Но со подготовки. заинтересираноста со оглед на и тоа дека е младински. многу голема, треба малку и да почекате за следните. Така. Да, но за да ги репертоарот изиграме редовен овие. се тече од 9 јануари натаму. Овие представи што ви ги споменав и уште многу, овие сега што ги споменав Да. пред малку, и уште многу други нам познати, како Пипи долгиот чорап, како Снежната кралица, како не знам, Црвенка, Поубавицата и зверот и така натаму. Сите и младинската сцена, имаме младинска сцена со која веќе сте и гледачите и вие веројатно запознаени. Таа се одвива се во среда, таа е за средношколската публика па натаму. Така. Тие деца треба малку повеќе да се потрудиме да ги привлечеме, зашто овие наши најмалите се разбира дека си доаѓаат, редуваат. сакаат Е, сега да. тука тоа и сакав да го начнам како тема во продолжение да поразговараме, или пак да ни кажеш од твоја актерска, да кажам, гледна точка, колку е важно децата, добро и најмалите, меѓутоа еве ги споменавме и оние од Тие, средношколската критичната возраст, млада возраст. да посетуваат театар. И зошто е тоа важно? И зошто треба да го сторат тоа и да го Па знаете како имаат јас мислам дека луѓето, децата животниот тек, на така. почеток што посетуваат театар и понатаму и поголемите деца. Тие се деца што ќе израснат во вистински добри луѓе. Така. А, А зошто е тоа така? Што допренесува за тоа? Па веројатно Ова е Пипи долгиот чорап. Театарот не учи, да, сигурно да, музиката е од таму. Театарот не учи на многу други вредности, оние кои што се надвор од да речеме, ајде, од улицата. Го исклучувам домот како сам првично место каде што треба да се оформи една личност и да се научи на основни културни навики. Меѓутоа театарот е нешто што потоа те учи на едни убави човечки животни вредности, на нешто дека треба да се почитува, на некој ред, на дисциплина, на бонтон. Ете, да речеме тие работи. На да бидеш тивок, да не джвакаш мастика и така натаму. Мобилни Да телефони следиш, на страна, тоа се разбира, едноставно, тоа да. модерно. Да следиш убаво, внимателно приказни. Се буди и свеста. Приказни да. Впрочем, научуваш ново, впиваш нешто ново. Потоа тоа те поттикнува да размислуваш за истото. Така е. Мислам, се разбира дека треба секој од нас да го помине она улична школа што ја викаме вака жаргонски кажано, мислам, се разбира, не, таман работа, да не се помине и Треба тој и живот. од таму да Ама видиме да како? впиеме Таман нешто, работа. Но јас мислам дека луѓето што сакаат театар, што од мали нози идат таму, потоа прераснуваат во подобри луѓе. Убаво кажано. Ете зашто треба почесто да ги носиме дечињата да посетуваат театарски Други вредности представи. ценат по тоа. Така е. Да. Колку време сме како директор во театарот за деца и младинци? Колку време помина? Па со се тој веде периодот, околу 2,5 години. 2,5 години. За овие Но не 2,5 престанав да бидам актерка никогаш. Да, за тоа Активно го оставам, тоа го оставам за на крај. Да, сакам да кажам. Да. Не сум само администрација. Така е. За овие 2,5 години, што е она што ќе го издвоиш еве од твојата работа како директор за на театарот за деца и младинци? Како се доживуваш од оваа страна, да кажеме? Еве. Покрај тоа што актерка знаеме, да и ќе говориме за улогите, за театарските Неблагодарно е да се зборува така сега за себе или нешто не знам да се фалиш. Па добро, можеби, ние затоа тетовките што- не сме такви, но ајде да бидеме понекогаш сега. Да. Со исклучок денес.
Така да повели, слободно, искористи си ги минутите. Па не може да не се пофалам дека неколку работи освеживме во театарот, да речеме, од некои реновирања, да речеме, до добивање на простор плюс просторија. Една плюс порано беше книжарница Табернакул, таа ја додели Министерството за култура нам, така што ни се малку од малку нашето мало тесно театарче ни се прошири во административен дел и во технички дел. Не со сцена се разбира, за сцената треба нов театар. Голем, за да ни се зголеми. И една од најважните работи што морам да ги споменаме, што добивме, не ме држите за зборема, барем 7 награди сигурно. Браво. Меѓу кои едно Гран При. Значи Гран При награда добивме на интернационален фестивал во Подгорица, во Црна Гора. Ако не го кажеме тоа, како ќе го знаеме? Значи мора да се пофалиме. Така е. И во наистиот фестивал 5 награди добивме, меѓутоа да го издвоиме Гран Прито, кое што е значи за награди за што конкретно? Награда за најдобра театарска представа на фестивалот. Гран При. Браво. И награда од детското жири. Па има ли поголема награда од тоа? Па јас мислам дека не. Ме остави без зборови сега. На фестивалите, на фестивалите за представата Тоби, вечерашната представа. Одлично. На фестивалите на кои што одиме ние се бидејќи кај нас во држава не се оценуваат за жал детските представи. Немаме фестивал за детски представи на кои што може би има некои мали, меѓутоа не знам, нема некој од големи рамки некој театарски детски фестивал. И оние фестивали што ги знаеме ние во Прилеп, во Струмица и така натаму, оценуваат исклучиво представи за возрастни, условно кажано за возрастни. И затоа ние одиме надвор од земјава. Најчесто во регионот, но и подалеку во некоја. Сигурно да се ја представуваме Македонија и нашите таленти. На тие фестивали секогаш освојуваме по некое наградиче. Па тоа е тоа што не го поседуваме како народ. Они имаат стручно жири секогаш и детско жири независно од тоа. За да видиме дали се поклопуваат, да речам, мислењата на жирито и на децата. Така. Во нашиот случај се поклопија. Тоа сакам да ви кажам. Убаво што најавивме што ќе се случува на репертоарот во театарот за деца и младенци. Овие последниве минути сега ќе ги искористам покрај тоа што си тетовка, па и свекорот се погоди да е од Тетово. И така е, нема бегање од Тетово. Го посетуваш ли градов некогаш? Имаш ли време да отидеш во Тетово? Имаш ли семејство таму, се уште функционирате ли? Па за жал немам семејство веќе таму. Сите тука дојдоа во Скопје. Па не знам ли, јас така ги запознав. Јас тука ги запознав. Да мислам кога се родив тука беа сите, нели се разбира, и татко ми е тука роден, но потеклото баба и дедо ми се од таму се разбира. Одам во Тетово затоа што го сакам Тетово. Одам на Шара и имам другарка таму, така пријатели и кога можам секогаш одам. Прво е блиско, друго јас си го сакам Тетово. Тетово не го давам. Не го давам. Или како беше веќе? Да, не го давам, не го даам. Или поточно кажам, не го давам. Инаку само апропо театарот да споменам дека до година, мислам сега, за неколку дена ќе биде до година, во март ќе славиме 30 години постоење и ќе биде еден убав јубилеј. Тоа нека биде изненадување, па ќе дојдеме и ние да видиме на 25 март. Одлично. Така имаме можност повторно да се видиме. За тебе, како актерка, реализирана со многу улоги, театарски представи, филмови и така натаму. Што ќе ни истакнеш од досегашното твое актерско искуство? Па, знаете како во театарските детски представи неблагодарно да се издвои една или повеќе улоги. Мислам, една помала или поголема улога. Сите се подеднакво драги. Јас би издвоила учество или глумење во филм, да речеме. Да. Тоа би го издвоила, да речеме, би издвоила мојата улога во филмот Исцелител, да речеме. Предпоставував, да. Мислам, така. Секретарката Сузе. Сузе. И тоа не е главна улога таму, ни случајно. Мислам, добро, како и да е, без разлика. Но јас би го издвоила тоа едно искуство и потоа, како да речем, успехот на филмот кој што следеше по со награди, со интернационални. Сите се за тоа запознаени, нема јас што зборам, не е мој филм, не е. Мислам, не доминирам јас во филм, но тоа искуство таму и во многу други филмови сум учествувала. Така што ајде извоиме неколку, само колку да се потсетиме. Па и во на Милчо Манчевски последниот филм најактуелен што беше сега Врба и таму имам еден мал дел. Па многу скромна, некако претерано скромна. Во на Милчо филмовите имам во 3 филма учествувано, ете да не бидам скромна. Да, така. Во улога на негативни улогите се таму или по... Не.
медицинска сестра, секретарка, така нешто тие работи. Па така ти ја викате и така е стасот. Така, па тоа затоа велам јас се смеам. Да, добро, меѓутоа, зошто се одлучи, еве, многу сакам да ги, секогаш кога имам гости од интересни професии, секогаш сакам да го поставам тоа прашање, зошто се одлучи за актерството во животот? Од каде желбата? Кој беше моментот кога си рече за себе, јас сакам да бидам актерка? Како дете одев во Дом на млади, ние го викавме 25 мај и многу убаво ми звучи тоа име, сега НМКЦ. Посетував, ете така, гледав едни луѓе кои што имаат театарска трупа, Црв се викаше таа трупата. И почнав постепено полека и јас да одам. Мислам се пријавив таму, сакав и јас да ја посетувам таа театарска група и некако индиректно од тој момент, да речем, бев некој основно училиште, можеби 5-то оделение, 6-то, јас не се сеќавам точно колкава бев. Ја од тој момент кога почнав да одам во таа аматерска театарска група Црв, сватив дека тоа ќе го студирам. Така, и дека животниот тек. Да, инаку немам никакво потекло актерско, да речем, некој од семејството да добро, се бави со ние во генот го имаме така малку. Глумачки. Глумимо. Глумимо. Се шегувам. Не знам, јас немав роднини. Во семејството, да, немаше никој што се бави со било каква уметност, не со драмска. Имав некој, има Војко кој што сликаше така, рекреативно, но не беше професионалец. Но со ова не. А јас уште од дете, уште од најмали години, од прво оделение, можеби кога ќе прашаа во училиште кој ќе прочита или изрецитира песничката, јас дигав рака. И на патронати јас рецитирав секогаш. Сепак, значи со уметноста, со актерството, со рецитирањето. Рецитирањето е дел од веќе не води кон улога на актерство. Рецитирање и пеење исто така тоа ми се. Одлично. Сега јас слушнав дека онаму каде што тука веќе завршуваме, меѓутоа последните минути ќе ги искористам за следно. Во зградата во која што живееш, како да сме некаде на запад. Новогодишни украси на влезот, видов. Новогодишни украси, сето тоа стои. Да. Одлична населба, значи, во која што живееме. Па не знам населбата дали одлична сега, ама добро, влезот е супер. Стои, лампионите ги има во влезот. Ги имаме разни новогодишни украси или мотиви, каде што нели треба да сите соседи едноставно да бидете во едно. Чија беше идејата? Предпоставувам дека е на две мои драги соседки. Јас сум тука само поддржувач. Логистика. Но секогаш поддржуваш, добро. И кога секогаш поддржувам убави работи, симпатични. Убаво. Да си го направиме местото на живење поубаво. Кога си дојдеме дома да ни биде потопло, поубаво, да. И тоа се случува не само за овој празник, туку и за потоа и за Великден и за многу други празници, за првачиња кога имаме и така натаму. Секогаш има некој детаљ. Каде за новата година? Во Скопје најверојатно, да. Бидејќи заклучно со 30 ќе работиме, така што ќе ни треба малку одмор. Па потоа ќе го искористам, можеби зимскиот распуст, да малку планина. Одлично. Тетова. Пова шапка, така. Се разбира. Благодарам. Може на први ќе одам на шапка. Да одиш. Прекрасно е. Има убави журки. Да, точно така. Има преубави забави, имаме скијачки терени преубави. Само на хигиената мора се внимава. Да. Тоа веќе за екологијата, свеста треба многу да биде поголема. На хигиената и на нашата лична. Мислам, сите ние што фрламе. Мислам, јас не фрлам сигурно. За другите. Предпоставувам и знам зашто точно говориме. Ете така, само за тоа на шапка треба да се внимава, да се обрати повеќе. Кити, многу ти благодарам што одвои време да видиш дел од Македонија денес и исто на убава тема да говориме за дечињата и што е она што тие ќе можат да уживаат во театарот за деца и младенци, а тоа секогаш го прават. Па за сето она што е ново и ќе имаме на репертоарот, добре дојде во Македонија денес. Многу ти благодарам, па ќе го слушнеме колегата Дац за крај, љубиме. Одлично. Драг колега мој. Да. Љубиме, со тоа ќе завршиме и се гледаме во новата 2020 година. Се гледаме, се најдобро на вас и на вашите гледачи. Благодарам.